Годинешниот встот и снег предизвикаа низа проблеми за граѓаните, но за оние кои му се радуваат на снегот и забавата која тој ја носи, причина плюс да се излезе надвор или да се отпатува до најблискиот ски центар на скиење. Пелистер, односно Копанки, го имаме во близина, но проблем е стигнувањето до таму. Интервенции има, но веројатно се недоволни затоа што сепак на патот се наоѓа и одредена снежна покривка, постојано врни во овие денови, помалку и тоа наталожува уште снег. Достапно е за моторни возила кои што се од подобар калибар, да речеме джипови или возила со синџири и така натаму, но сепак не е како во летните услови, односно како условите за движење. Тоа на некој начин се одразува изврз посетата на ски центарот во Копанки. Согласно надлежностите, Националниот парк Пелистер нема механизација за расчистување, а воедно и нема обврска. Тоа го прави општината и државата преку Македонија пат и нискоградба. Годинава има многу снег, ама посетители послабо. Минатите години нели имаше еден период и застој во работата на ски центарот на Пелистер и можда тоа беше и причината што странските туристи организирано не доаѓаат така во голем број, но забележливо е што ми има на Пелистер снег, односно на ски центарот Копанки, дека тие викенд денови се доста посетени, дека битолчани најчесто се тие кои што доаѓаат, секако и околните градови и места, како Ресен, Прилеп и така натаму, и уживаат во она што е возможно во ски центарот на Копанки, односно Пелистер. Од Националниот парк се надеваат дека со подобрување на климата, односно затоплувањето, снегот од патот сам по себе ќе се расчисти, а со тоа можеби и бројот на туристи ќе се зголеми и посетители ќе има и во другите денови, а не само за викендите.